активисти и поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, добар ден. Чест ми е да кампањата за предвремените парламентарни избори 2011 година ја почнеме токму од тука, од Херој Карпош. Поздрав до сите од местните одбори 10, 11, 12, 13 и сите кои што денес, ден после големиот митинг, се со нас. Во оваа прилика сакам да ја искористам да ви се заблагодарам на сите кои што од Крива Паланка вчера во масовен број со сите полни автобуси, со огромна колона се упативме кон најголемиот настан во историјата кој што собрал над 70.000 луѓе кои што се обединија против политиката на Никола Груевски на ВМРО-ДПМНЕ. Настан со над 70.000 луѓе може да организира единствено Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вчера покажавме дека имаме огромно и мотивирано членство, кое што не само што е мотивирано, туку е и одговорно. Вчера во таа огромна маса на народ помина без никаков инцидент. Тоа е доказ дека членовите, поддржувачите на СДСМ се одговорни, честни и искрени луѓе. Вчера пред владата, а од денеска тука, почнуваме со општинскиот караван да ги посетиме сите населени места, сите куќи, да го посетиме секој еден човек. Овој пат кампањата на СДСМ ќе биде поинаква, овој пат кампањата ќе биде во еден традиционален дух на македонскиот народ, со кафе, со локум, ќе го посетиме секој едно семејство, секој една фамилија и ќе ги објаснуваме решенијата кои што ги нуди СДСМ. Вчера за решенијата за работата на новата влада, за новиот тим слушнавме од Радмила Шекеринска, од Зоран Заев, од Зоран Јовановски. Од председателот Црвенковски ги слушнавме сите можни причини заради кои СДСМ на 5 јуни мора да победи. На 5 јуни мора да ја поразиме оваа политика на Никола Груевски, на 5 јуни мора да го вратиме бастионот на СДСМ Крива Паланка. Затоа денес со нас на ова прво представување кое што започнува токму од тука и ќе се движи во наредните 20 дена, реков од врата на врата, ќе ги објаснуваме сите решенија кои што се дел од програмата за твојата иднина, програма која што е базирана на потребите на граѓаните, програма која што е пишувана заедно со граѓаните во изминатата цела година, заедно со тимот кој што ја пишуваше, програма која што во себе ги содржи приоритетите на граѓаните. Тоа е доказ дека приоритетите за добра живеачка, за повеќе вработување, за подобро здравство, за подобро образование, за економија, за инвестиции, за градење на енергетски објекти, за Македонија членка на НАТО и Европска унија, приоритетите на граѓаните се приоритети на СДСМ, вметнети во програмата за твојата иднина, владината програма на чело со Радмила Шекеринска. Денес дозволете да ви се обрати присутниот носител на листата во изборна единица број 3, другарот Стефче Јакимовски, и сакам да кажам во оваа прилика дека Крива Паланка треба се гордее и да ја има честа да како носител во изборната единица 3, каде што сме и како општина Крива Паланка, го има Стефче Јакимовски, човекот кој што докажал, покажал во целиот овој период и како министер и како градоначалник дека е еден од ретките луѓе кои што знае да создава, знае да гради и инфраструктура, и патишта, и мостови, човекот кој што во целиот овој период во општината Карпош вложи многу повеќе отколку целиот град Скопје и сите други градоначалници, и наша огромна предност е што го имаме Стефче за носител и што после 5 јуни ќе го имаме како човек кој што ќе биде во власта и преку кој заедно со сите нас ќе може да придонесеме да се решат и некои долгорочни проблеми во Крива Паланка, посебно во делот на инфраструктурата, посебно во делот на привлекувањето на инвестиции, на отварањето на работни места и сето она што е дел од нашата изборна програма која што ќе ја презентираме од денес во наредните 20 дена од човек на човек, од врата на врата, програмата за твојата иднина.
Дозволете ми и пред сите вас да се обрати носителот на изборната на листата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изборната единица број 3 Стефче Екемовски. Стефче, повеќе. Благодарам. Ние од Паланка доста бевме бичкаджи и малтерджи, знаеме да видиме и градоначалници, и министри, и носители на листа. Ете така да знаеме. И ќе бидеме уште поети. Тоа не е внатрешно македонска револуционерна организација, ТПМН, тоа е внатрешно македонска расипничка организација и за тоа ќе ги следи тоа што треба да ги следи после 5 јуни. Уплашени се, преплашени се. Денеска со списоци по сите јавни предпријатија, член, не член да влегу во автобус и да оди за Охрид. Со сила не се прави ништо. Нема партија на Балканот кој што може да направи онаков митинг како Социјалдемократскиот сојуз. Али тоа сакам уште нешто да им кажеме. Не е мој случајно да им текне да украдат ниту еден глас на 5 јуни. Тогаш ќе видат што значи народ. Нема таа сила која може да запре 100.000 луѓе. Значи победата е пред нас. Затоа што овие луѓе во изминативе 5 години се обидоа да внесат страф и тортура во секој граѓанин на Република Македонија. Ние 92 година не гласавме за слободна, самостојна и независна Македонија за да имаме власт од која ќе се плашиме. Ние си гласавме за власт која ќе ја почитуваме. И нас не треба власт што ќе ја почитуваме, а не власт што ќе се плашиме од незе. Мене во Карпош ме почитуваат не зашто се плашат од мене, зашто немам никаква инспекција, зашто немам никаква полиција и зашто никого ништо не може да принудам, туку ми ги почитуваат моите дела. Се прашуваме ние, зошто оваа влада, која што мисли дека толку добро ни прави, треба толку да не притиска и толку да не плаши, и толку да се заканува и да не оценува ако ни прави толку добро. Каде се незините добри дела? Оваа влада во однос на Социјалдемократскиот сојуз потроши 600 милиони евра годишно повеќе, тоа се 3 милиарди евра средства. Да ве прашам, каде отидоа тие пари? Можете ли да ги видите? Тоа се 3000 километра патишта. Знаете ли колку фабрики тука остана? Ги гледате до новиве билбордите, ги гледате на секој билборд 4:3, налепете ги вашите илјадарки. Тамо се налепени на билбордите вашите илјадарки. Све се тоа наши и ваши пари кои што ги трошат така расипнички и така неодговорно. И за тоа ќе си сносат сериозна одговорност која што нема да им простиме како тоа што се случи минатиот пат. Негова главна полуга беше економијата. Негова главна полуга беше земјоделието. Има ли денеска среќен земјоделец? Има ли денеска да каже која фабрика во оваа држава тој ја отвори? Каде тој мераклија за сечење ленти и пресече лента? Кога ќе ви дојдат деновиве, нивниот носител на листа, првиот да го прашате каде момче ти направи кокошарник, може да ни го покажеш? Кај направи полсковец? Тоа дете е вечити студент. Тој вториот, пошто обожаваат многу да зборат за транзицијата, се вика Зинго, така ли е? Вистинско оличотворение на транзиција. Со банки, со фирми, со син обезбеден, керка, значи вистински феудалец. И они сакат да зборат за транзиција, така или не е така? Тој следниот што е од Велес Илија Димовски, тој вечети студент се до 18 години. И кажете ми, каква листа ви ставили они, за кого вие да гласате? Едниот феудалец, а овие двојца само брнчат по парламентот како бумбари и кој е нивниот животен резултат што тие го имаат. Или ќе гласате за Социјалдемократскиот сојуз и да видиме која предводи листата на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа на овие избори ние имаме вистински избор. Поготово во изборна единица број 3. Затоа дојдовме овде да ве поттикнеме, да ве охрабриме, да ве подкренеме. Да не се плашите. Да не се плашите затоа што вистината е на страната на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа што Социјалдемократскиот сојуз му е потполно јасно дека граѓаните на Источна Македонија се најтешко погодени во овој транзиционен период и дека работниците кои останаа без работа евидентно дека не можат да се снајдат и им треба државна помош. Таа државна помош мора да се вика нов закон за осигурување во случај на невработеност
собственост и секој работник што е останат без работа, има над 15 години стаж, а е од поранешните предпријатија со општествена собственост, тие сите ќе бидат згрижени до повторно вработување или пак пензионирање. Тоа е јасно како ден, да знаете сите. Прва одлука на влада, тоа ќе биде, ви гарантирам, тоа стои во програмата на Социјалдемократскиот сојуз. Следна работа, македонскиот земјоделец не може да обстане без поддршка на државата. Стимулациите, нека не ве лажат, ќе се зголемуваат од година на година. Програмата за стимулација е донесена во декември 2005 година, а се однесуваше на родна 2006 година. Во земјоделие родна година е од 1 септември до 1 септември, не од 1 јануар до 1 јануар. Да работиме оваа кампања. Победата на Социјалдемократскиот сојуз, да знаете, е во нашите раце. Веќе во Скопје им водиме со 2,7%. Да сте живи.